Господ Исус Христос за Свети Јован Претече и Крстител вели дека е најголем роден од жена. Како може да биде најголем роден од жена кога не завршил факултет на Кембридж или на Оксфорд или на Јейл или на некој познат универзитет за кој денеска престижно се зборува? Може, браќи и сестри, затоа што Свети Јован го завршил универзитетот на пустината. Таму нема професори, таму нема организиран наставен живот. Меѓутоа таму лекциите директно се добиваат од Бога. Затоа е со голема почит и ние денеска ги почитуваме зборовите на Господа дека е најголем роден од жена. Свети Јован Претече и Крстител. Тој беше единствен удостоен да ја стави неговата десна рака над главата на Господа Исуса Христа. А знаете дека само поголемиот става рака врз помалиот. Затоа и не годуваше малку кога требаше да биде крстен Господ Исус Христос. Свети Јован, кога Господ му рече да биде крстен од него, затоа што знае дека тој е помал од Господа, а Господ него му вели да стави раката над главата негова. На универзитетот кој Свети Јован го заврши во пустината се учи животот. И ние не треба да поинаку да го разбираме животот и универзитетот во него, освен тоа да го учиме животот. А како го научи Свети Јован животот? Ни сите проби што ги има во пустината човек. Пустина не треба да се замисли само она која се гледа по телевизиите денеска, дека има песок само и ништо друго и нема вода во неа. Пустина може да биде животот на човека и во град, и во најнаселен град. Затоа што те одбир во тоа како ќе го живееме животот. Ако го живееме животот како Свети Јован Крстител, може да живееме во Њу Јорк или во Токио, и тоа да биде за нас пустина. А тоа значи од се друго да се изолираме, само да оставиме да господари со нас волјата Божја. А таа волја Божја е пресудна за да научиме правилно да живееме и да ја научиме смислата на животот. Затоа што се ни е џабе, сите науки на светот да ги стекнеме, ако не ја познаваме волјата Божја, која е смислата, ќе си завршиме во грев и грешка животна и ќе стапиме некаде каде што воопшто не треба човек да стапнува. Обратно на тоа, ако животот го устроиме така да ја откриваме волјата Божја, тогаш се за нас може да постане пустина. И најнаселениот град може да постане пустина. Затоа што немаме друга цел во животот, а таа цел е да научиме Божјата волја. И тогаш ќе имаме успех во животот. А дека со успех го заврши овај универзитет Свети Јован, очигледно е во тоа кога доаѓаат џелатите да му ја сечат главата. Човек ќе би се најде најчесто во едно безумство, ќе речи: чекај уште малку, ако можам да го продолжам животот,
Минатата недела проповедата за свештеник, кој по тој последен момент го менува своето мислење само за да не страда и се откажува од Христ. А камоли некој друг можеби, кој и не е свештеник, кој е обичен човек, колку се тешки, сакам да ги нагласам тие моменти кога треба на некого да му се отсече главата. А Свети Јован во тој момент не само што се снаоѓа природно, туку им вели на джелатите, чекајте, застанете. И тие застануваат како замрзнат. Што значи секој може да помисли, и со право, дека Свети Јован можел да ги спречи тие джелати да му ја сечат главата. Колкумина од нас, браќи и сестри, ги спречиле джелатите да му ја сечат главата, за да си го продолжат животот уште 2 минути. Ајде нека и 20 деня, ајде нека и 2 години. Но Свети Јован Крстител не го прави тоа за да си го продолжи животот. Туку им вели на джелатите, чекајте, да го прашам Господа дали му е волја негова да ми ја сечете главата. Видите, денеска славиме отсекување на главата на Свети Јован Крстител. Како ќе го славиме поинаку, ако не е Божја волја? Ако не е Божја волја, ќе беше тоа од денес за утре, ќе го спомнуваа можеби некој од денес за утре, а не 20 и нешто векови да го спомнуваме отсекувањето на главата на Свети Јован. Ама затоа што тој доби одговор од Бога, дека е волја Божја да му ја сечат главата. И Господ на тој начин да го прослави, им дозволи на джелатите да му ја сечат главата. И тоа значи на сите нас не упатува дека имаше сила тој кој го крсти Господ да ги спречи джелатите. Да им рече, не сакам да ми ја сечете главата, ти поживаам уште 2 дена. Не, туку тој ја добива заповедта од Господ, односно како дозвола, дека се согласува Господ да му биде отсечена главата. Гледате, дури во најкритичните моменти, Божиот човек, како што е Свети Јован Крстител, ја испитува волјата Божја. Најважна е волјата Божја. Ако не беше, пак ќе повторам, волја Божја да му биде сечена главата на Свети Јован, и колку да си мисли дека тој ќе постане славен со тоа што ќе му биде сечена главата, немаше да биде споменуван нити за време додека трае неговиот живот, а камоли 20 векови после. Меѓутоа, бидејќи е волја Божја, а волјата Божја е вечна, таја не е од денес за утре, туку вечно трае. Гледате, 20 векови, ние името на Свети Јован Крстител го споменуваме на овој начин. Како предаден потполно на Господа и како најголем роден од жена. За да го славиме тоа и да го прославуваме тоа, Господ на овој начин действува преку овој Божји угодник. Затоа, браќа и сестри, секогаш да се трудиме да ги имаме Божите заповеди пред секоја наша помисла, пред секоја наша желба, да се консултираме дали е волја Божја нашата желба. А затоа се образуваме во црквата. Затоа и во суштина се исповедите. Иначе доста човек да се исповеде, па дури кај владиката. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе го добие советот да ја распознава волјата Божја, како што овој Свети Јован Претеча го научи тоа во пустината. И имаше ретката прилика да му биде професор Господ.
poput tine, да учи. Не сите имаме можност таква. Меѓутоа, затоа се учиме посредно од епископите, од свештениците и се учиме да ја разпознаваме волјата Божја. Таја нека биде спасителна за сите нас. Нека ни го открива патот по кој можеме да бидеме спасувани во сите времења. Амин.